Се вели надворешната политика почнува од внатре. И затоа денеска имавме можност така да елаборираме со граѓани по однос на надворешната политика. Често сметаме дека само експерти и тие што се во темата разговараат на таа тема, но мислам дека е важно со граѓаните да разговараме и за нашите надворешно политички предизвици, за нашето позиционирање во меѓународната политичка сцена, кое што морам да кажам е многу различно од таа пред неколку 10 години, 20 години, затоа што денеска сме членка на НАТО, денеска председаваме со најголемата регионална безбедносна организација во светот, ОПСЕ, денеска преговараме со Европската Унија, денеска оваа година председаваме и со две други регионални иницијативи. Значи тоа е веќе сериозно меѓународно позиционирање, што верувам дека ќе ја зголеми прво нашата самодоверба како луѓе, затоа што за жал поради перипециите низ кои што сме поминали како држава, луѓето ја имаат изгубено самодовербата. Кога се губи самодовербата, потоа се губи лојалноста, се губи и можноста секој да придонесе. Мислам дека полека ја враќаме таа самодоверба на народот, на граѓаните, преку ова ново, сериозно позиционирање, а се разбира и новиот имидж на државата во светот. Граѓаните има многу конкретни и добри прашања по однос на меѓународната политика, односно на надворешната политика на државата, посебно по однос на војната во Украина, загриженоста кои што може да бидат последиците во услови на различен исход во Украина, победа на една или на друга страна, за европската перспектива на државата, за односите со Република Бугарија, за стратешкиот диалог со САД, за председавањето со ОПСЕ, значи многу прашања, што значи дека реално граѓаните ги интересира надворешната политика и граѓаните треба да се вклучени повеќе во дефинирање на правците и приоритетите на нашата надворешна политика. Мислам дека нема дилема за поддршката за членство во Европската Унија од тие што беа тука и дека разбираат дека одредено незадоволство кое што може да постои е привремено, е резултат на фрустрација на овој тежок пат низ кој што помина државата, но недвосмислени се сите по однос дека на тоа дека државата нема алтернатива освен членство во Европската Унија.